Добро вечер, почитувани гледачи. Тема на вечерашното отворено студио се преговорите за името, односно одмрзнувањето на процесот и навестувањата за решение во следните неколку месеци. Информациите од разговорите во Брисел се ограничени, наспроти оптимизмот што се шири во неограничени дози. Дилемите се редат. Дали новото име ќе биде за сеопфатна употреба? Како ќе биде дефинирано прашањето за идентитетот, односно што ќе стои запишано во графите националност, јазик, државјанство? Како ќе се нарекуваме во личните документи? Во низата прашања, можеби клучно е следното. Дали новото име како можно решение ќе биде ставено како прашање за референдум? Гости вечерва се граѓанскиот активист Бујар Идризи и писателот Александар Русјаковски. Добре дојдовте. Добро најдов. Добро најдов. Дилема што вечерашната ТВ дискусија ќе ја разработува е што добива, што губи Македонија од најавеното решение на долгогодишниот спор со Грција. Идризи, првото прашање за вас. Имате ли посебни емоции кон нашето уставно име Република Македонија? Првата работа која што како граѓани на оваа држава би сакал да истакнам дека основниот курс пристап на сите главни чинители во Република Македонија од самото нејзино осамостојување е евроатлантскиот курс на државата. Мислам дека во овој правец сите релевантни политички партии, политички структури, политички чинители, а во најголем дел, во огромен дел и самите граѓани на Република Македонија, пристапот, целта, правецот во кој што се стремиме, се трудиме да стигнеме со овие евроатлантски интеграции. И мислам дека и внатрешно евроатлантските интеграции, евроатлантските структури се кохезионата внатрешна сила, каде што поголемите етнички групи имаат, усно кажано, еден поширок консензус меѓу себе. Малку ми избегавте од конкретното прашање. Јас предлагам во емисијава да зборуваме за придобивките од членството на Македонија во НАТО и во Европската Унија и за цената што треба да ја платиме за да стигнеме до таму. Прашањето прво беше дали вие како граѓанин имате посебно емоционално чувство, емотивно чувство кон името Република Македонија или пак сте полиберален во однос на името? Затоа намерно се потрудив да дадам едно пошироко објаснување, моje лично, бидејќи сметам дека во околностите во кои што живееме, работите не може да ги гледаме црно-бело. Бидејќи државите, општествата не се статички структури кои што се затворени сами во себе и кои што немаат никаква интеракција со надворешниот свет. Значи, тоа е исто како на факултет по политички науки да учиме што е реал политика и морал политика. Значи, сепак во меѓународните односи, во политиката, тоа што функционира е тоа што е единствениот именител на начинот на функционирање на односите е реал политиката. За да видиме што Македонија ќе придобие од членството и од евентуалниот компромис за членство во евроатлантските структури, ја би се навратил и во компромисот кој што Македонија го направи со привремената референца ФИРОМ за членство во Обединетите нации. Добро, ќе имаме време за се да разговараме во текот на емисијата. Прашањето беше многу конкретно, не добив одговор таков, очекувам подоцна да се доизјасните и да се Русјаков. Прашањето за вас би било ако Македонија од компромисот што ќе го направи со Грција влезе во полноправно членство во НАТО и застане на брзиот колосек на шините кон членство во Европската Унија, треба ли да направиме компромис? Јавноста ги знае моите ставови. Јас во однос на името на нашата држава, Република Македонија, не би сакал да правам никаков компромис. Затоа што овој народ уште 45-та година одлучил својата држава да ја нарече Република Македонија, нормално со додавката социјалистичка и се тоа, меѓутоа останата е Република Македонија и тоа е името на нашата држава. Сам по себе јас сум антимилитаристички
тип и без разлика дали ќе постоеше проблем со името или немаше да постои проблем со името, јас сум против членство на Република Македонија во НАТО. Како што многу држави на планетата Земја не се членки на НАТО, НАТО го сметам за милитаристичка организација. Во моментот кога се растури блокот на Советскиот сојуз, Варшавскиот пакт, НАТО веќе стана сам по себе неважен. И најстрашната работа во однос на НАТО, она што ја како човек ја гледам, например, јас не можам да предам преку фактот дека НАТО учествуваше, за мене тоа е геноцид на Блискиот Исток што се случи. Најмалку 500.000 цивили се убиени во десетина години и уште еден куп други војни кои што НАТО ги направи, а не донесе демократија таму, туку само хаос. Но во однос на она што би значило членство на Македонија во НАТО, ако се има преди дека Македонија е мала земја, а членството во НАТО носи поголема безбедност и загарантирани граници вакви какви што се, нели е тоа доволна придобивка за да направиме компромис со Грција? Членки на НАТО се Грција и Турција, и кога они ќе решат да ги судрат своите бродови таму околу островите, НАТО многу не помага. Утре, не дај Боже, се влезат во војна, не знам како НАТО ќе. Јас кажувам како човек, мојот став кон милитаристичките организации е таков. Јас сум антимилитарист, го сметам НАТО за одговорен за геноцид на оваа планета. Што се однесува до Европската унија, не можам сосема да проценам точно што ќе се случи. Не верувам во приказна дека ќе почне да тече мед и млеко. Скоро бев во Хрватска. Таму разговарав со многу и интелектуалци и најобични граѓани кои што го живеат секојдневно животот од 7 до 3, како што беше постарали од 9 до 5 денеска. Тие ми кажуваат, тоа не се луѓе кои лажат, ми кажуваат дека ништо специјално не се променило, дека стандардот не е зголемен, дека стандардот е ист, цените се високи. Меѓутоа, во однос, на крајот на кришта кажам, Европската унија никогаш не сум ја гледал како НАТО што го гледам. Може би еден ден кога Европската унија ќе биде еднаква спрема сите, па и спрема нас, може би ќе влеземе, кога ќе се реструктурира, кога ќе почнат да функционираат поинаку. Меѓутоа, цената, името, кое што го повлекува со себе идентитетот, културата, јазикот, не може да биде, според мене, никаква причина за компромис. Значи, ако може само да се надоврзам на муабетот, да, сите ние имаме право на наши лични ставови, меѓутоа не случајно кажав и на самиот почеток дека релевантните политички чинители во оваа држава и најголемиот број на граѓаните на оваа држава, а тоа се потврдува и по сите испитувања на јавното мислење по однос на членството на Македонија во НАТО и во Европската унија, имаат позитивно мислење за овој чин. Да ве потсетам, не е НАТО организацијата која побара Македонија да биде членка во НАТО. Него беше обратно, Македонија изрази желба да пристапи во оваа алијанса. Добро, тоа се познати информации и факти. Што би му кажале на соговорник кој звучи вака евроскептично? Инако само извини, он е во право. Во Македонија сите партии се едногласни. Ние сме единствената демократска држава во Европа која што нема евроскептична партија. Членките на Европската унија имаат представници во Европскиот парламент на евроскептични партии. Да, но Идризи е во право и во однос на анкетите. Мнозинството на граѓани во Македонија, без разлика дали на која етничка заедница припаѓаат, се за членство на Македонија во НАТО. Тоа не можам да го потврдам во однос на анкетите, во однос на политичките партии е 100% во право, меѓутоа анкетите кај нас толку во последно време не бомбардираат со анкети кои што подоцна не излегуваат виснините, што ја не можам. Иако треба малку да се согласиме во тоа дека иако декларативно последната влада на ВМРО беше за членство во ЕУ и во НАТО, од друга страна ширеше евроскептицизам и антизападна политика и затоа дојдовме до позицијата малку и јавното мислење по повод пристапот во ЕУ и во НАТО, посебно кај нивното гласачко тело опадна. Изнесе аргумент Русјаков дека еве во Хрватска го пренесе искуството на хрватите, неколку години по членството во Европската унија, евроскептицизмот е во пораст. Јас бев во Бугарија, 7 од 10 бугари велат дека пред 2007 до 2007 живееле подобро отколку по зачленувањето на Бугарија во Европската унија. Слична е ситуацијата и во Романија и во многу други околни земји.
зачудува македонските граѓани зачудуваат со она големо расположение, мнозинството од македонското население е за членство и покрај тоа што Европската унија во низа ситуации покажала непринципиелност и во однос на македонската политика. На едно вакво евроскептично излагање на Русјаков и низа на аргументи што ги наведе против членството на Македонија во НАТО, со кои контрааргументи би ги понудиле како придобивки за оваа наша земја како идна членка на Европската унија и на НАТО? Значи, човекот по сама природа, по негова природа, секогаш сака повеќе. Секогаш неговите очекувања ги надминуваат реалните можности. Никој не тврди дека Европската унија е нешто идеално, дека е некое идеално општество, дека е некое идеално друштво. Меѓутоа, во историјата на човештвото, во досегашната историја се покажа како најдобра варијанта. И овој свет во кој што функционира компарацијата како начин за да направите одредено споредување како сте вие и како се тие, ќе видиме дека тие структури, тие општества, тој начин на живот, тој начин на организација е многу подобар од овој кој што ние го имаме. И тука е целта зошто нашето општество, нашата држава се стреми да биде членка и да биде дел од овие структури. Се надевам дека горе-доле Но прашањето што веднаш се поставува, и тоа многу е логично, е која е цената што Македонија треба да ја плати. И тука е она што се вели промена на уставното име. И ако може да се замижи или да се прогледа низ прсти на такво нешто, веројатно границата е дека не може да има компромис во однос на идентитетот. Тука не може да се направи компромис. И затоа прашувам која е цената што... Ако ми дозволите, да, затоа сакам да се вратам и на привремената референца ФИРОМ. Македонија е дел од Обединетите нации и од други меѓународни организации, членка без основа на таа привремена референца. И ја не видов дека, се надевам дека ќе видам добро сватам, не видов дека и покрај тоа дека вие сте помалку македонци. Дека не гледам дека нешто ви е нарушен тој ваш идентитет. Меѓутоа, тоа од друга страна гледам дека пристапот кон тие меѓународни организации ги загарантираше границите на оваа држава и помогна во обстојувањето на оваа држава од незиното осамостојување до ден денес. Ние 22 години сме ФИРОМ, но факт е дека 140 земји не имаат признаено под уставното име, повеќе од 140. Меѓутоа, една друга работа. Бидејќи, еве, господинот е уметник и ја малку се занимавам со тоа, па би сакал и малку начинот на разговор да го релаксирам. Тоа што мене највеќе ми смета е дека сите тие кои што се бореа за името на државата, кои што тврдеа и велеа дека се спремни да јадат по цена на да јадат и корења и што ти ја знам, по завршувањето на емисиите, на овие дебатни емисии, завршува со бифтек и тоа од дивеч. Ја не знам дека од Македонија некој избега, бидејќи Македонија има привремена референца ФИРОМ. Ја знам дека од Македонија избегаа граѓани на кои што им дојде до фајрон чекањето, надежта и начинот на живот и функционирање на оваа држава. Овој аргумент само сакам не да реплицирам, сакам да се надорасам. Јас ќе видам човекот што ќе се замени од оваа држава, затоа што сум кажал секаде, како што овде сум сиромашен, можам секаде во светот да бидам сиромашен, меѓутоа ќе се заменам доколку Македонија го смени името. Има една друга работа која што во една друга телевизија го ја сето тоа го нареков. Односно го разговаравме. Има мислам дека македонците ја осеќаат оваа држава само како нивна. И кога разговараме за името на Република Македонија, значи збориме за името на државата, не збориме за името на народот македонски. Така не зборуваат грчките политичари. Сега,
ние разговараме меѓу нас. Значи тоа што е тема на разговор ги знаат и деталите ги знаат тие кои што се на маса на Па тука на е суштината. Дали се работи за името или се работи за идентитетот? Дали не само грците, туку сите наши соседи, па дури и еве, нашите сограѓани албанци се подготвени да не признаат како идентитет како македонци. Значи проблемот е признавањето и постоењето на македонската нација. Тоа е прашањето. Придобивки од ЕУ и НАТО има многу. Во однос само јас да се надоврзам на она што го спомната за иселувањето од Македонија. Дали знаете дека од Бугарија од по 2007 по зачленувањето на земјата во Европската унија и во НАТО 1 милион од прилика бугари се имаат иселено во Европа? Тоа е во Хрватска тенденција, огромен број се исели од кога влегува Европската унија. Значи, миграциите и немаат голема врска со тоа како се викаме, дали сме членка на ЕУ и дали сме членка на НАТО. Миграциите се некој природен... Ние може да ги банализираме и така работиме. Меѓутоа, ако отидеме во Бугарија, ако отидеме во Хрватска, ќе видиме голема разлика од тоа какви држави беа тие пред да влезат во Европа и во НАТО, какви држави се денеска. Така да не може да ги банализираме тек така работиме, дека да, они пристапија во Европска унија, ете, ништо не се смени. И затоа викам дека ова е начин за да се шири евроскептицизам во државата, кој што јас сметам дека не е воарно и не му годи, не му служи на народот и на граѓаните на Република Македонија. Мислам дека изнаоѓањето на компромис е вештина и е обврска на тие кои што имаат земено на своји плеки да носат тешки одлуки за нивниот народ. Мислам дека изливот на емоција е нормален, разбирлив, но политичарите не смеат да носат одлуки врз основа водени од нивните емоции. Во уметноста емоциите се придобивка и може да напишеш многу песна, да напишеш фантастична книга и така натаму. Меѓутоа во политиката емоциите се опасни и може да донесат лоши резултати за државата, за општеството, за граѓаните. Мислите дека едно вакво прашање би требало да биде решено од политичарите кои носат на своите плеќи, како што видите, голема одговорност, или е сепак прашање што заслужува референдум? Ја мислам дека е ова комбинација на двете работи. И мислам дека политичарите треба да бидат транспарентни кон сите граѓани во држава, бидејќи сепак носат една многу битна одлука, но истовремено ја не се сомневам и во зрелоста на овие граѓани на оваа држава за да донесат зрела одлука, не водени многу од емоциите, но водени од обезбедување на иднината за нивните деца и за оваа држава. Тука би се надоврзал и би се согласил со Идризи во смисла на тоа дека придобивките од Европската унија се бројни, од членството во ЕУ и во НАТО се бројни и во таа смисла не само како пристап до европски фондови, например, или како гаранции за безбедноста, туку не и поради тоа што рековте вие, Русијаков, дека во Брисел, односно во Европската унија тече мед и млеко, туку пред се поради фактот што членството во ЕУ подразбира една низа, една палета на правила и стандарди кои секоја држава може да ги исполни, а тоа значи дека во државата ќе има ред, ќе функционира законот ќе се почитува и ќе се спроведува, ќе функционираат институциите. Тоа за нас е многу поважно од она што можеби значи членство во НАТО и во ЕУ заради другите придобивки. Ако ние не можеме сами да си ги направиме институциите, тогаш е срамота воопшто да очекуваме некој друг да не ги прави институциите. Меѓутоа, сакаме на друга работа. Добро, но за 27 години ние не направивме функционални институции. 27 години е, да речеме, еден миг во споредба колку време трае британската демократија или некои други. Значи, процес е, ние сме се уште рано и на почеток, кај нас уште се сите, во однос на зборам за сите политички партии, уште ја носиме оставштината од најлошата генерација на комунистичката партија, онаа што ја распадна Југославија. Меѓутоа, друго сакам да кажам, многу е важно и за публиката и гледачите да знаат. Кога го спомнуваме терминот фиром, прво, терминот не е фиром и никогаш не бил фиром. Терминот е Former Yugoslav Republic of Macedonia или ФИР Македонија.
не е дозволено да се изговарат нити политичарите, не смеат да го во Европската унија или во НАТО или во Обединетите нации не го изговараат и не треба да го изговараат фиром затоа што е така запишано. Друга работа. А каква е разликата сега? Огромна е разликата. Формер Југослав Репаблика of Македонија не е име, туку е привремена референца за која што ние граѓаните не бевме прашани, туку бевме излажани. Трета работа што е многу важна, ние кај нас цело време вие новинарите го променивте, цело време зборувате за преговори за името. Никогаш во Обединетите нации не е запишано во Советот на безбедност како преговори за името, туку разговори за разликите со Грција околу името. Зашто е напишано, тоа е огромна разлика. Зашто е разликите околу името? Ние не мора да се договориме околу разликите. Никој не ни го наметнува тоа. Четврта работа, што е исто така многу важна. Подпишана е времена спогодба. Времена спогодба која што грчкиот парламент, за разлика од македонскиот парламент, ја нема ратификувано. Штом ја нема ратификувано таа спогодба, грците не ја ни перцепираат како документ, затоа што нивниот парламент не ја ратификува. Пета работа. Не е во прашање само името, туку идентитетот, затоа што нашиот идентитет произлегува од името, нашата култура. Ако ги слушаме грчките, бугарските политичари, па и во последно време сватив неколку дебатни емисии на српските телевизии кај што нивни интелектуалци зборуваат за Македонија. Ке сватиме дека, ама највеќе зборувам за грците, грчкиот председател, сите грчки премиери до сега. Тие го негираат постоењето на македонскиот народ, македонската култура и македонскиот јазик. Бараат промена на севкупна промена и нивните црвени линии се јасни. Како се вели тоа, сложено географско име за севкупна употреба. За мене никаков проблем не би било, ако се договориме ние да се викаме Република Македонија како што не признава поголемиот дел од светот, како што проблем немаат ниту еден етникум во Република Македонија, ниту македонскиот, ниту албанскиот, ниту ромскиот со името Република Македонија, тука немаат проблем. 70% земји светот не признаа подуставно име. Доколку се договориме, за мене е решение двојната формула. Грците можат како сакаат да не нарекуваат. Меѓутоа, да го промениме ние името со муабетот дека од тоа нема да се промени идентитетот, не може така да биде, затоа што нашиот идентитет произлегува од името. Со изместување на една буква на името се изместува нашиот идентитет. Јас никогаш немаше да се интересирам и да читам политика, пошто политиката е поврзана со економија, со се нешто, со криминал, со тендери, никогаш тоа не ме интересирало. Како метник не ме интересирало. Јас никогаш немаше да читам политика и да се интересирам да не беше овој проблем. Овој проблем мене ме натери, од тогаш внимателно го следам и ги слушам сите изјави кои што јавно ги кажуваат. Ако го отворите сајтот на Грчкото Министерство за надворешни работи и прочитате кој е нивниот став за името на Македонија и за идентитетот, ќе видите дека не се работи воопшто за промена само на името. Па ајде утре ако бидеме Северна Македонија дека остануваме македонци. И јас сум од кога почнав тоа да го следам, јас сум како човек навреден, јас сум понижен и погазен затоа што основното човеково право кое што го заговараат Обединетите нации, Европска унија, правото на самоидентификување, мене ми е погазено. И ја очекувам, например, од сите луѓе што се грижат за човекови права да сочувствуваат со фактот дека како се вели тоа, е погазено нашето право на самоидентификација. Тоа многу добро го знаат, во Македонија тоа не го чувствуваат толку многу нашите сограѓани од другите етникуми. Меѓутоа, јас сум разговарал со албанци од Грција и со македонци од Грција. Да прашајте ги нив како се чувствуваат каде што им е погазено секое човеково право на изјаснување, изразување, на говорење свој јазик. Тоа се многу суштински емотивни и рационални нешта кои што болат, кои што не се праведни. Идризи, можете да го разберете достоинството за кое зборува Русјаков или да се надобрзам ја. Во изминатите 20 и кусур години, за кои спомнавте дека како фиром не сме имале големи проблеми, моравме да го смениме знамето. Го сменивме уставот, преку кој се откажавме од оној член за да се откажеме од грижата за нашето малцинство во соседните земји. Направивме и други отстапки, и сега во договорот за добрососедство со Бугарија ќе се ревидира и историјата за да не им бодат очи оние историски факти кои не дефинираат како идентитет, како посебна нација и народ што постои, дека не сме ниту грци, ниту срби, ниту бугари, туку дека сме били и сме македонци.
Можно ли е во таква ситуација решение на спорот со Грција? Или да го поедноставам се ова што го зборуваше Русијаков и ова на кое јас се надоврзав, можно ли е без да го загрозиме идентитетот, без да задираме во идентитетот, решение на проблемот со името? Прва работа, бидејќи ми се обративте мене. Бидејќи, иако не сум представник на албанците, тога сум како граѓански активист, една работа сакам да ве потсетам. Ако со некого немате проблем, Во врска со идентитетот? во врска со идентитетот, со името, со црквата, со јазикот, тоа се албанците. Тоа е точно. И во овој правец, ние сме биле транспарентни секогаш. Иако Јас како граѓанин на Република Македонија ве прашувам можно ли е да го решиме спорот со Грција без да си го загрозиме сопствениот идентитет? Тоа е прашањето. Јас не викам зошто албанците ни го негираат идентитетот. Значи, Ме разбирате ли? прашањето дали е можно, тоа е вештина на политичарите кои што се седнати на маса на преговори. Тоа што беше проблем минатиот период е што Македонија беше перцепирана, посебно од 2008 до 2016 година, беше перцепирана во регионот како и на Ечија, како дете и на Ечија, кој цело време плаче и цело време провоцира. И не провоцираше само со Грција, провоцираше со сите во регионот. И како таков играч, тоа не беа граѓаните, тоа беа политичарите, за да се добро, значи Русијаков не беше да го правеше тоа, го правеа политичарите во негово име и во име на другите. И затоа тие политичари бега од решението. Тие политичари не створија клима да се седне, да се преговара. Не створија симпатии во меѓународниот свет кон Македонија, бидејќи Македонија се однесуваше провокативно од целиот овој период. Јас знам и сите знаеме кои се придобивките на Македонија од членството во НАТО и во ЕУ. Не знам кои се придобивките на Македонија од Александар Македонски Среде плоштад, Александар Македонски Велики, односно името Александар Велики на аеродромот и ред други работи кои што се правеа во државата. Од тоа ние не видовме некој посебен ќар. И затоа очекувам и сметам дека една паметна, позитивна политика на тие кои што ги имаат на своји плеки обврската да преговараат во име на сите граѓани на оваа држава, мислам дека со тој позитивен пристап ќе се освојат симпатиите на поголемиот дел од светската јавност и од нашите пратени. Симпатии кои што реално зборано беа доста загубени за време на овој последен период. Доколку што разговараме, 2008-16. Русијаков вели Идризи дека е прашање на вештина на дипломатија и на преговарачка позиција. Дали веројатно дипломатијата може да обезбеди формулација што ќе стои во графата националност, што ќе стои во графата јазик? Јас повторно ќе кажам, од кога почнав да читам политика, мене најмногу ме интересира овој проблем. И ја внимателно ги следам во последните 10-15 години сите како се вели тоа, сите преговори и средби, посредници, изјави на македонски, на странски политичари, на грчки, на европски. Европската Унија нема никаква ингеренција околу спорот на името. Јас не знам зашто таа се плетка во тоа е спор кој што се води во Обединетите нации. Тој спор не се води околу разликите, значи разговори за разликите околу името. На многу чуден начин во последните 10-15 години преку посредникот Метју Нимиц, кој што нема буџет, што е многу интересно, кога немате буџет во Обединетите нации, значи не давате отчет, да имаше буџет, ќе имаше отчет. А ако имаше отчет, ќе се видеше дека неговата мисија е бесмислена, што би рекол професорот Мухич, го држи Гинесовиот рекорд во бесмисленоста на собствената мисија. Во овие години, како на маса, почнаа наеднаш да зборуваат, сите кај нас зборуваат за кои се
во однос на разговорите околу името, кои се другите детали што ги преговара. Прво, немаат ниту Нимиц, ниту нашите преговарачи, ниту грчките преговарачи, според таа резолуција во Советот за безбедност, немаат никакво право да преговараат за јазик, за идентитет и за идентитетот, за името на народот, името на јазикот и придавките што ја презлегуваат. Тоа полека преку медиумите и преку нашите политичари, кои што се најголемите виновници. Ја не ја прифрлам најголемата вина на Грција. Грција може да бара сите да смениме пол, па мажите да станат жени, жените да станат мажи. Најголемата вина е од македонската етничка група, значи македонците. Тоа се нивните гревови на ВМРО и на СДСМ, нивната неспособност, нивното полтронско однесување, нивната неможност да кажат луѓе не сакате во Европска унија како достоинствени суштества или не сакате во Европската унија како достоинствени суштества. Тој спор се води околу разликите, тој спор не мора да се реши затоа што има илјадници спорови моментално во светот што не се решаваат, а се види дека мисијата на Метју Нимиц е бесмислена. Јас сега правев некои документарци каде што некои кумина новинари како Атанас Кировски ми кажа лично, ми вели, јас кога му правев интервју, лично, приватно интервју на господинот Нимец, вика, тој ми кажа сите аргументи се на ваша страна. Ние знаеме дека сите аргументи се на наша страна. Ние имаме дури и како со привремената референца, ние имаме добиено спор на меѓународен суд, кој што мораат сите да го почитуваат, па ниту Европската унија, ниту НАТО ги почитуваат. Како можеме да очекуваме дека утре, ако си го смениме името и идентитетот, дека воопшто ќе бидеме почитувани, кога сопствените судови не ги почитуваат? Имаме доволно за вовед. Ќе ми дозволите еден малку подолг цитат за да се надоврземе на оваа теза на Русијаков и да продолжиме. Под наслов "Најголемиот проблем на Македонија се вика Македонија", Едвард П. Джозеф, лектор и виш соработник на школата Џон Хопкинс, вели вака: без решение на спорот за името, Македонија ќе продолжи да страда во неизвестност. Уште едно отворено територијално прашање што ја притиска регионалната стабилност. Од друга страна, решавањето на спорот ќе ја овозможи на Македонија веднаш да пристапи во НАТО и да ја забрза својата кандидатура за влез во Европската унија. Со повторно потврден идентитет и граници ќе се прекинат муабетите на албанското малцинство за отцепување, што ќе ги замолкне повиците преку границата за поделба на Косово и обединување со Албанија. Целата регионална стратегија за интеграција со Западот ќе си го врати кредибилитетот, вклучително и во Босна. А Москва, која мораше да го голтне неодамнешниот пристап на Црна Гора во НАТО, ќе мора да ја оплакува загубата на уште една православна словенска земја. Потоа, Џозеф објаснува за средбите на Ципрас со Трамп и со Пенс и подготвеноста на Атина да го послуша Вашингтон во однос на спорот со Македонија и на крајот заклучува: што се однесува до Македонија, благодарение на здружената американска интервенција, реформистот Зоран Заев пролетва застана на функцијата премиер на Македонија, на која беше избран, со што заврши двегодишната политичка криза. Решавањето на проблемот со името е негов главен приоритет, диаметрално спротивно на неговиот претходник Никола Груевски, кој постојано ја провоцираше Грција. Заев постави позитивен тон со својот јужен сосед. Клучно е тоа што ниту тој, ниту Ципрас не се соочуваат со избори до 2019-та, што отвора златна можност за конечно да преговараат за трајно решение за името. Ете, јас се сложувам со овој надпис, комплетно. практично и го кажав. Претhodно. И ако дозволите уште два цитати од последните интервјуа на Груевски и на Заев. Да, ќе имате можност да ви дадам уште два аргументи плюс. Заев во едно неодамнешно интервју вели: нашата душа е европска, долги години Македонија ја провоцираше Грција, се подига историски споменици, аеродромот се преименува во Александар Велики. Сега престанавме со тоа затоа што сакаме пријателски односи со Грција. Ние споделуваме заедничка историја и таа треба да не поврзува, а не да не дели. Сакаме да ја смениме актуелната референца БРМ во сите меѓународни организации на начин на кој ќе бидат задоволни и Грција и Македонија. Тоа е Заев, а Груевски во едно малку поодамна интервју вели вака: Заев е донесен да изработи промена на името и на идентитетот. А сега сето ова се прави за да му се даде подлога дека има легитимитет меѓу луѓето со подкуп и со присилни гласови. Се со цел да му дадат легитимитет и храброст да продолжи во ветеното понатаму. Целта на сето ова што ни се случува е промена на името на државата, јазикот, нацијата, промена на идентитетот. Русијаков повели, бидејќи ти рече дека не се согласуваш со Џозеф, а потоа може да ги прокоментираш и пораките на Груевски. Јас со никој од тројцата не се согласувам. Со Едвард Џозеф не се согласувам и никогаш не сум се согласувал и знам дека он е долго време лобист на промена на македонското име и идентитет. А со Никола Груевски, со Зоран Заев нема што да се согласувам околу името, затоа што сите политичари во Република Македонија од првиот кој што
ќе го прескакнам Никола Плюсев, тоа беше техничка влада, меѓутоа од Бранко Црвенковски па до денеска Зоран Заев, сите се учесници во злосторството околу идентитетскиот геноцид на што се спроведува врз Македонија и врз македонците. Така што ниту Едвард Жозеф, ниту Зоран Заев, ниту Никола Груевски веќе имаат легитимитет да зборуваат за било какви решенија, затоа што единственото решение според мене е прекин на разговорите, неуспешните разговори со Грција, особено затоа што вистински минер на разговорите со Грција е самата Грција, затоа што постави бариери преку кои што не може, не ни сака да разговара, така ќе продолжат и во иднина. Тоа што го притиснале Ципрас американците е една смешна приказна, затоа што претходно видовме како Буш го притискаше тогашниот, се мисли измешани веќе, како се вика, премиерите на Грција, кој беше конкретно тогаш не ми текнува. Дора Бакојани беше министерка за надворешни Дора Бакојани ја памтам, меѓутоа не знам кој беше тогаш од нејзината партија министер, дал беше Самарас, дал оне од неа Демократија, се извинува. Самарас вајде или како се викаше, не е важно. Меѓутоа, тогаш имаше уште поголем жесток притисок. Тогаш практично бевме веќе влезени во НАТО. Тогаш нели уште не ни имаше пресуда во Хаг која што кажува дека Грција не смее да не блокира, а Европска унија и НАТО мора да не прифати во ЕУ и НАТО под референца. Тогаш имаше жесток притисок, имаше и одмазди после врз грчката држава, меѓутоа грците не се мрднаа од тоа. Јас верувам дека нема ни сега, можеби за наше добро нема да се мрднат од тие позиции, меѓутоа од една страна македонските политичари никогаш немале конкретен став, односно како ќе дувне ветерот, така како ќе им кажат, така се однесуваат, а од друга страна или за момент глумат во даден момент дома патриоти, а иначе после тоа преговараат и продолжуваат да преговараат наместо да разговараат, и тоа преговараат за работи за кои што не стои во резолуцијата во Обединетите нации, а од друга страна како се вели тоа, грците си ја продолжуваат својата приказна и тоа е тоа. Со помош на бугарите околу јазикот и народот и со помош на србите околу црквата, иако тоа не е делот, тоа не е политичко прашање, пошто нели секуларни држави. Еве, и додека Господина, да, Русијако вели идентитетски геноцид и предлага безусловно запирање на преговорите со Грција. Идризи се согласува комплетно со Едвард Жозеф. Македонија продолжува да тоне во неизвестност ако не го реши споразумот. Само бидејќи го спомна и господинот, првиот премиер Никола Клюсев, не знам дали сте го прочитале неговиот труд од 93-та година, ако не се лажам, кој што меѓу другото предлага дека целта на Македонија е безусловен пристап во овие меѓународни Не структури. се сомневам во тоа. Меѓу друго, да. Значи, затоа ви реков дека имаме континуитет. Не, тоа не го порекнувам воопшто. Апсолутно. Тука Значи, се согласувате во- и Русијако вели дека сите политичари прават идентитетски геноцид бидејќи преговара за нешто што не смее да биде предмет на преговори. Јас тоа го кажав, ние сме единствената држава во Европа која што Значи, нема евроскептична партија. Значи вака, значи ние, ако ми дозволите, вие како уметник може да се дозволите да имате ваков ваш став. И вашиот став нема да има реперкусии врз државата, врз најголемиот број на граѓаните. Значи имате право да ги истакнувате вашите ставови. Меѓутоа, овој луксус го немаат политичарите, бидејќи они треба да носат одлуки кои што се базираат на реал политика, не на морална политика. Значи, од морален гледан аспект, да, имате право да емоции се во прашање и така. Иако јас, лично да ви кажам, многу се љутам и на македонци. Па и на вас двајца тука, бидејќи го поседувате името. Викате вака, ни го сменија името, ни го сменија знамето, значи државата е ваша, знамето е ваше, се е ваше, ни го сменија нас. Значи, вашиот пристап е овој. Значи, вие сте кираџи тука, сакате, некете, може. Не, вие сте наши сограѓани, не сте кираџи. А не, дозволете, но начинот кој што вие го поставувате е тој. Ни го сменија името, ќе ни го сменат идентитетот. Тука, ако ја не се лажам, имаме преговори за името на државата. Разговори околу разликите на Добро, името. окей, Така е сега официјално. Така мора да остане. Дури и кога беше донесена одлуката
За актуелното знаме на Република Македонија, албанците апсолутно не беа прашани. Затоа Никој не беше прашан. во ред, меѓутоа албанци па ич не беа прашани. Затоа, ако ме прашате емотивно како се чувствуваме, треба да бидете исклучени за да на своји плеки осетите каков е пристапот, значи каков е вашиот сооднос. Имајќи предвид, слушајќи ги сите тие песни за клетите шиптари, имаме, да ви кажам право, фантастичен однос кон нашите сограѓани македонци и фантастично разбирање. Добро, сега не можеме 500.000 луѓе кои што ги пеат песните по стадионите ги Не ги поистоветим, но кога ги гледате функционерите на државата, со пари на државата, кога слушате таков излив на емоции, значи треба да ја сватите и другата страна дека сето тоа не е едноставно. Но, пак ви тврдам, поддршката која што имате од албанците, за разлика од сите другите во регионот, вие Го делите и дризи впечатокот дека албанците во изминатите години беа некако настрана, не само тргнати од македонците, туку и тие некако незаинтересирани воопшто за спорот за името. Така некако и дури сега, нели, после оваа политичка криза побараат да бидат и дел од преговарачкиот тим, да бидат повеќе вклучени во процесот на договори за името. Еве, денеска прочитав колумна на вториот човек на Беса во Плюс Инфо, предлага решение по примерот на Косово, зборува за редефинирање на државата, за ова што го велите вие да не се чувствуваат албанците како кираџи, односно да дефинираме заедничко име кое ќе биде прифатливо и за албанците, исто така и знаме веројатно, да се крстиме по примерот на Косово со неутрален термин во однос на државјанството, затоа што Косово е држава во која живеат албанци, срби и други, и Македонија да биде држава која ќе се вика поинаку, која ќе ја чувствуваат за еднакво заедничка и македонците, и албанците, и турците. Значи да не бидеме државјани на Република Македонија, туку нели ние сме македонци, а вие сте албанци, државјани на Република Македонија. Тоа е предлогот на вториот човек на Косово. Ако ме разбравте што предлага тој, веројатно ова што го зборите и вие, како што го зборувате и вие. Стварањето, креирањето на мислам дека има тука еден стремеж, кога ги слушаме одредени политичари, креирање на македонска нација со крајна цел на асимилација на одреден дел од граѓаните на оваа држава. И они сите граѓани на оваа држава сакаат да ги наречат македонци, македонски граѓани. И не македонски граѓани, но ги нарекуваат како македонци. Имав еден таков случај за време на една дебатна емисија. И најсрекно решение би било некое неутрално решение, кое што... Кој го нема терминот Македонија? Таква можност реално во дадените околности е невозможна мисија. И лично да го посакувате, да не го посакувате, таква можност е невозможна, бидејќи најголемиот дел, односно огромно мнозинство од македонците нема да се сложат со сето тоа. Така да тоа решение како решение, дури да го размислувате, е неизводливо, така да е одговара на она што го велите реал политика. Реал политика, така да, значи не е реална работа. Но се навраќам на тоа што Заев го рекол, дека треба да се градат мостови во регионот и да се изнајде решение како да се надмине овој проблем. Бидејќи реално, за да бидеме ние членка на Европската унија и на НАТО, каде што одлуките се носат со консензус, ни треба и гласот на Република Грција. И ова треба да ни биде јасно. Се уште начинот на одлучување за влез во овие структури не е променет. Начинот на одлучување за влез во овие структури, за да бидеш дел од тој клуб, од тоа друштво, начинот на одлучување е консензуален, при што сите треба да изгласаат. И тука ни треба гласот на Грција и ни треба изнаоѓање на решение со Република Грција. Морам да се, тоа е сето точно, таму е со консензус, меѓутоа Грција се обврзала
подпишала временска спогодба каде што нема да ја попречува Македонија под референцата. Точно е тоа. Меѓутоа, грчкиот парламент тоа не го ратификува и никој денеска не ја почитува меѓународната пресуда на Хаг. Тоа е цело време ние се држиме и цело време ја воспеваме меѓународната заедница, а од друга страна таа меѓународна заедница не ги почитува сопствените судови. Како можеме ние тогаш од нив да очекуваме да ни создадат правна држава, кога они сами не ја ги почитуваат сопствените? Значи, кога сакаат ги почитуваат, кога не. Друга една работа што е многу важна да се каже. Република Македонија е создадена во насно. И таа е создадена како Република Македонија. И таа ќе мора да остане како Република Македонија. Таа е еднаква за сите граѓани на Република Македонија и сите граѓани ги имаат истите права. За разлика од, значи, во Македонија, албанците учат од прво до факултет, ромите учат, турците ги учат својот мајчин јазик, сите во пасошите можат и во своите документи се државјани на Република Македонија, меѓутоа тој е албанец, тој е турчин, тој е ром. За разлика од земјите членки на Европската Унија, ако ги зимаме нивните вредности на Германија, на Франција, на Британија, мојот соговорник немаше да биде албанец, ќе беше македонец. Меѓутоа не ги мешате сега Не. автохтоноста со друга работа. Така функционира Европската Унија и Значи, не ги западната... мешате, значи ако разговараме за автохтоност и за луѓе кои што отишле таму, е другачие. Не, таму не можете да бидете албанец. Не ви дозволуваат. И Како не ми дозволува? така, кога ќе живее таму човекот мора во Германија, тој што живее германец. По државјанство. По државјанство. По државјанство. И по државјанство јас сум да по македонски граѓани. така. И по националност е германец. Па не може, значи тука е проблемот. Не И по можете вие да видите македонци на квадрат, а ја Не. македонец. Во Македонија секоја етничка групација, македонци, албанци, можат да бидат тоа што се на вистина. Во Германија не може, сите се германци. И тоа јас го сметам за по етничка припадност или по државјанство? Не, по етничка припадност не постојат, само се германци. Да речеме. Немајте ме молам се. Да. Немајте ме молам се. Да. Значи, ако вие ми тврдите дека во Германија и во Европа никој не смее да е тоа што е. Не смее. Во официјалните документи не постои да речеме. Тоа е по државјанство. Значи во личните документи на пасошот е германски пасош. Во Германија не живеат 80% германци, 15% турци, него во Германија живеат 90% германци, остатокот 5% се туристи. Така и во Франција, така и на крајот на кришата и во Соединетите Американски држави. Меѓутоа ја не се согласувам со тоа. Секој треба да она за друго не е вака како што објаснувате дека признати се малцинствата и таму. Признати се малцинствата, меѓутоа не можат да... Друго е проблемот што го имаме ние овде сега. Еве, Бујар вели македонец на квадрат. Така, ние сме македонци на квадрат, а тие се само македонски граѓани во пасош. Така? Не, тие се албанци. Вие сте албанци од Република Македонија. И тоа е проблем што не ви овозможува да имате исти емотивни чувства кон терминот Република Македонија како што имам ја. Веројатно. Не, истите емотивни чувства ќе бидат тогаш кога вие нема да го присвоите, да ја присвоите државата. Не знам дали сваќате, но целокупниот пристап на македонските политичари е присвојување на држава. Ние немаме резервен идентитет, ние го црпиме нашиот идентитет од нашето име. Така, па тука доаѓаме, значи вие викате вака, вие имате резервна држава? Значи ова не е ваша држава? Не, ние немаме резервен идентитет. Не можеме ако се откажеме од нашиот идентитет да бидеме нешто друго. Ние сме македонци. Пак, чива е државата? На сите граѓани на Република Македонија. Па тогаш што има врска вашиот идентитет со државата? Ние го црпиме идентитетот од нашето име. Значи, ваша е државата. Сега па сега како? Не, наша заедничка. Па наша заедничка, ама моја. Меѓутоа македонците го црпат својот идентитет од името. Не сте искрени, кажете ова држава ние ја осеќаме само како наша. Бидете еднаш искрени, кажете ја осеќаме само како наша. Вие се тука не сте чираци, ама вие албанците се калфи, нешто измеѓу, а другиве се чират. Да сакав да го кажам тоа, ќе го кажав, меѓутоа бидејќи тоа не го мислам така, не го кажувам. Може би не го мислите вие лично, но пристапот, како го присвојувате. Албанците ги имаат сите права во Република Македонија, се рамноправни граѓани. Сега тоа е веќе друга тема, ќе влеземе, ќе разговараме. Да, за чувствата зборуваме, за емоцијата. Како е чувството државата? И сега
Дали може би велите бидете еднаш искрени, кажете дека ова е наша држава. Не е наша, пак Русијаков вели, јас така го чувствувам сега за себе зборувам, иако јас сум модератор, овде треба ги чуеме вашите ставови. Еве, вие бидете еднаш искрени и кажете зошто за вас, освен овие ЕУ фондови, ред, правна држава, функционални институции, почитување на закон, спроведување, е толку битно да станеме членка на Европската унија и на НАТО. Или зошто Едвард Џозеф предупредува од можни разговори на албанците за отцепување, прекројување на границите или не знам што, во спротивен случај ако Македонија остане надвор од Европската унија. Сега да го банализирам муабетот. Горан, заедно да отидеме на одмор, треба да имаме горе-доле исти желби, иста цел, да сакаме горе-доле слична музика. Меѓутоа, ако ти си турбо фолкер, а јас сум рок-н-рол, тешко дека ќе се најдеме на подолг рок, на иста маса, во иста кола, на исто место, со исто друштво и така натаму. И Русијаков се чувствува европеец и јас исто. Значи се враќаме, затоа ви реков и на самиот почеток. НАТО и Европската унија, освен сите придобивки кои што ги разговараме, е единствената, според мене, или една од малкуте кохезиони сили внатрешни, кои што ја гарантира оваа стабилност на државата. И мислам дека во тоа семејство, во тоа големо семејство, мислам дека односите внатрешни ќе бидат релаксирани. Русијаков се чувствуваш како европеец? Тоа сакам ти кажав, никогаш не сум изјавил дека се чувствам како европеец. Не знам прво што значи тоа. Јас се чувствувам европеец. Не знам што значи тоа. Во однос на дилемата дали некој сака. Па онда кажи земјани, зашто да се ограничуваш на толку мал простор? Европа е... Па не се чувствувам африканец или азиец, се чувствувам европеец. Не знам. Зашто земјанин? Чувство исто, имам право да се чувствувам како сакам. Да, апсолутно точно. Но сакав да реплицирам во делот на она дека и јас се чувствувам европеец. И јас сакам Македонија да стане членка на Европската унија и на НАТО, за разлика од Русијаков, кој има право да биде и евроскептик и антинато расположен. И да сонува дека еден ден... Но разликата е колкава цена ќе платиме. Односно, не е разлика, туку прашање на цена е. Дали ќе се загубиме во тој пристап, Ја мислам дека Македонија не плати никаква цена со привремената референца ФИРОМ. Дури да не беше таа привремена референца ФИРОМ, да не беше Македонија членка на Обединетите нации, ко знае како ќе се развиваше ситуацијата во овој немирен Балкан. И значи, пристапувањето во тие структури, во тоа време е доказ дека Македонија има придобиена стабилност, има држава, има границите од самото нејзино осамостојување и има перспектива за понатамошен развој. И затоа ви реков, не гледам дека вие двајца не сте македонци, поради тоа што некогаш некои политичари одлучиле да бидат дел од меѓународна институција под некоја привремена референца. Се уште зборите македонски, се уште се чувствувате... Да, и мојот прадедо зборувал македонски, и дедо ми, и татко ми, така. Да, меѓутоа е многу интересно како тоа во секој нареден извештај, ако не е во прашање идентитетот, зошто тогаш Европската унија постојано го исфрла терминот македонски јазик. Постојано случајно прави такви грешки, па тек исчезне придавката, па седат нашите политичари како мали деца секоја година бројат придавки и така натаму. Кога? Јас немам за Европската унија би можел да разговарам дали е добро или лошо, како живеат или како не живеат, дали Хрватска им се подобрила, дали се одселиле повеќе луѓе или не. Во оној момент кога мене Европската унија ќе ме третира како човек со идентитет и онака како што јас сум се определил да се именувам како македонец, тоа она што го прокламира како и Обединетите нации како нивни основни врвни вредности, правото на самоопределување, кога ќе ме третираат како човек, тогаш би сакал да влезам таму. Сега не ме третираат како човек и јас сум навреден. Предпоставувам дека поголемиот дел македонци така се чувствуваат, предпоставувам дека секој народ на оваа планета, секоја нација доколку така се однесуваат со нив, така ќе се чувствуваат. Ја мислам дека Европа во ниеден момент ги нема третирано македонците така како што вие тврдите. И мислам дека тоа повеќе го користеа политичарите за да придобијат некои популистички поени.
и за да својата неефикасност да ја оправдаат со други работи. И мислам дека ако некој и помогнал на ова Македонија, ако некој освен морално и финансиски ја има помогнато Македонија, институционално во целиот овој период е токму таа Европска унија и токму тие западни партнери. И ако ги отвориме и ги видиме билансите на парите колку се потрошени во оваа држава, на капацитетот изграден на институциите на оваа држава, ќе видиме дека токму целата таа помош доаѓа од таму. И уште една работа. Сите тие македонски граѓани, пошто демек се жалат од Западот, сите денеска се во тој Запад, печалат пари и се да ги враќаат во Република Македонија. Не се жалам од Западот, не се жалам од западната демократија, не се жалам од жителите на Британија, на Германија, на Франција, не се жалам ни од жителите на Грција на крајот на краиштата. Тоа е нивно право. Меѓутоа, односот на институциите на тие, како се вели, на тие големи унии и тие големи организации, односот е непринципиелен и Кажете ми еден пример, например, кој ве навредил некој дипломат, па дошол, па сте се осеќали навредливи? Десетици дипломати. Кажете еден пример, кажете, Оно што да, го вртеше дојде часовникот. Едвард Джозеф неколку пати при доаѓањето, да не зборувам за грчките политичари, Самарас седи до Шулц, кажува дека македонскиот јазик го измислил Тито, Шулц не реагира и македонскиот народ Шулц не реагира. Врвот на апсурдот се случи пред неколку дена. Оној искрено пијан човек што се вика Жан-Клод Јункер, за кој што знаеме дека е љубител и веселјак љубител на добрата капка и веселјак, во еден момент изговарајќи го вистински нашето име, онамо каде што бил, наоѓајќи се себе во таков момент, искрено ја прикажа абсурдноста на целиот процес, бесмисленоста, неговата паника што го најде, што го изговори името Македонија, кој знае што да изговорил. Реакцијата на Хан кој што му дошепнува што треба да каже. Тоа се сериозни луѓе кои што се наоѓаат во абсурдни коловновски ситуации. Како би поминал референдум со оглед на тоа што се интензивираат разговорите или преговорите, како што ме поправа Русјаков за името во Брисел, имаше нели медијаторот средба со преговарачите, се најавува можно решение во наредните неколку месеци за како Македонија би можела да стане членка на НАТО на наредниот самит летото 2018-та. Како би поминал референдумот со вешто срочено прашање во смисла дали сте за членство на Македонија во НАТО и отворање на преговорите со Европската унија, а во однос на тоа да ја замени референцата ФИРОМ со, да речеме, името Република Горна Македонија? Мене... Еве, прашање за двајцата. Јас не сакам двајцата. да слушнам за референдума, не за прашање. Което е што ќе во име на на минатите и на идните генерации ќе одлучува за идентитетски прашања. Можно е вакво прашање да биде решено без референдум? Билатерална спогодба или спогодба во парламент, па декларација па пред меѓународни организации, или мора да се праша народот? Ја мислам дека народот ќе биде прашан. И иако многу не веруваат на овој народ, мислам дека овој народ е зрел народ. И во дадени моменти ќе донесе зрели одлуки. И поголемиот дел нема да биде воден само од емоциите, но ќе биде воден од разумот, тоа што го разговаравме претhodно. И лично очекувам да овие граѓани да го идентификуваат светлата иднина, сигурната иднина, која што интегрирањето во овие структури го носи само по себе. И затоа очекувам, ако дојде до таков некој епилог, ако дојдеме до таква некоја ситуација, очекувам зрелост од овие граѓани и лично сум оптимист. Меѓутоа, само под услов да преговарачите, дипломатите изнајдат решение кое што ќе го надмине проблемот кој што
подолго време присутен. Дали, што мислите вие, например, како албански интелектуалец од Македонија, мнозинството албански граѓани во земјава би биле задоволни со ново сменето име кое ќе овозможи членство на Македонија во ЕУ и НАТО, или ќе биде потребен нов договор или редефинирање за кое се погласно зборуваат некои албански политичари и на внатрешните односи? Значи, За да ја чувствувате земјата повеќе како своја, односно името како своја, дали ќе го чувствувате тоа ново име повеќе како ваша држава? оваа држава политичарите ја чувствуваа како нивна. Има една вистина која што мало малку ја разговара. Оваа држава функционира и има бинационална влада од кога е формирана. И тоа што супер им функционира е бинационалниот начин на делење на тендери. И ја викам, вашата вештина на политичариве, која што употребувате во бинационално супер делење на тендерите, дајте изнајдете формула за да и овие граѓани, како што вие владата се ја чувствувате како ваша, и сите овие граѓани да ја чувствуваат државата како нивна. И мислам дека такво решение во кое што сите граѓани ќе знаат за нивните обврски и истовремено и за нивните придобивки е држава кон која што сите ќе имаат лојалност поголема. Чак што мислам дека и не сите, не разговарам тука за албанците, тука зборам и за македонските граѓани, за македонците. Не верувам дека они се максимално лојални кон нивната држава кога гледаат како нивните политичари ги крадат секој ден. Зошто не би платиле данок? Не знам дали ми ја сваќате тезата. И затоа мислам дека решението на името ќе ја вмести Македонија таму каде што припаѓа, таму каде што е местото, ќе ја вмести Македонија во едно мирно море, кое што ќе ја овозможи и внатрешно да ги до крај изрелаксира односите и да понуди едно оптимално општество во кое што сите ќе се осеќаат како нејзин дел. Во неколку збора што би значило за вас, например, во една куса дефиниција оптимална понуда која би ги задоволила? Консензуална демократија. Русјаков? Во однос на тоа, рековте, никаков референдум, никакви преговори, но тоа е надвор од она што го нарекува... Не преговори, разговори, прекин на разговорите. Прекин на На разговорите. безсмислените, неуспешни, неуспешната безсмислена, односно, како што или Но убаво го срочи тоа. Совата, Да, убаво го срочи тоа Идризи, вели, вие како уметник имате право да сте... ја како човек, да, како се човек, разбира такви ставови, но тоа не одговара на реал политиката, се навестува скоро решение на името. Ќе се иселите од државава ако во било каква форма има ново решение или ќе протестирате? Јас ќе до последен миг ќе се борам да остане името Република Македонија, доколку насила, за мене тоа ќе биде насила, без разлика дали ќе има наместен референдум или тоа ќе го донесат нашите политичари. Бујар убаво ги објасни како тендер политичари, тоа се сите исти 27 години, кои што не сведоа нас, граѓаните на племиња, а себе си се направија племенски поглавици кои што одлучуваат за се нешто без да прашаат. Така што и така ако го сменат името, значи насила, како што досега тоа го направија со референцата или со знамето, така јас веќе нема да имам татковина, така што ќе можам да бидам граѓанин нели на Европа и да бидам скитник кај што ќе можам да бидам скитник, али ќе немам држава, ќе немам татковина. Ќе мораш со сила на нешто да станеш европеец. Не европеец, ќе станам скитник, но тоа не е никаков проблем. Нели, граѓаните ќе после тоа веќе нема да имаат потреба да мислат на мене, затоа што кога ќе влезат во Европска унија ќе имаат по 5000 евра плата, а политичарите со сигурност ќе имаат по 25.000 евра плата, затоа и толку едногласно сите сакаат во Европска унија. Јас сум љубител на британецот Фараш и неговите ставови, така што меѓутоа е многу интересно, како се вели тоа,
на оваа планета јас ја сметам Велика Британија за една од најмоćните држави. Ако Америка е начелно најмоćната и најсилната држава, ја мислам дека во позадина стои секогаш британското кралство сегде. И мислам дека они се 50 години понапред во однос на градењето политика, тоа што го вика Буја реал политика. А реал политиката се менува. Мислам дека реал политиката наскоро ќе стане онака како што постапи Велика Британија. И тоа ќе го следат и други. Брекзит е реал политика. Да, Брекзит е реал политика и мислам дека они однапред знаат што ќе се случи, затоа што мислам дека функционираат во градењето на реал политиката. Особено нивната вековна моќ на градење на реал политиката на планетата Земја. Создавањето на Соединетите Американски држави, поддршката и сето тоа. Така натаму. Меѓутоа, времето ќе каже. Како што рековте, и двајцата, јас сум само уметник кој што има право на свој став, тоа не мора ништо да значи, нели? Ја не одлучувам, меѓутоа, за мене, вистинското решение е прекин на преговорите, на разговорите, бесмислените и успешни, и изолација целосна. И создавање на вистинска демократија каде што граѓанинот пред се е граѓанин, а потоа е посвојата и каде што правилата важат за сите еднакво и каде што ќе се создадат институции на системот. Мислам дека овие 27 години до сегашните политички фигури ја пропуштија таа прилика и веќе немаат втора шанса. Мислам дека е време, ние сме млада демократија, за појава на нови сили кои што ќе имаат намера не верувам дека некој може, ни Шведска не се збогатила за 10 години и нив им требало процес од 50-60 години, меѓутоа некој мора да почне да прекине прво со тендер муабетот и да почне да работи на државата, а сите овие работи кои што немаат врска со реалноста, туку се врзани со емотивни работи како идентитет, треба да се трнат настрана и да се престане со нив. Еден пријател албанец пред некој ден на кафе пиење ме праша дали ако прашањето се реши со или без референдум, но се реши со промена на името, се можни спонтани собири, протести, народен револт. Што не мислите вие? Не можам да знам. Како никогаш не се може да се како може да предвидиме нешто што во иднина треба да биде спонтано. Мислам, можеме да кажеме да има организирани, меѓутоа спонтано, не знаеме што ќе се случи, ќе биде спонтано. Кој би ги организирал? Не знам. Треба да се дојде до тој момент. Реално зборено, спонтани не очекувам, организирани да, бидејќи опозиционата... Во услови кога најголемата опозицијска партија е преокупирана сама со себе или на некој начин клекната на колена или... Ќе искористи ова можност за да се врати на сцена, бидејќи онај така, невек беше цело време на браникот на одбрана на татковината, патриотска партија и така натаму и така натаму. И не верувам дека ќе пропушти оваа можност за да isprofitира од сето тоа. Тоа го гледавме за време на Законот за територијална поделба, но мислам дека сепак, така како што кажав, мислам дека народот ќе донесе зрела одлука и ќе со ладна глава ќе мисли поише за иднината и нема да биде водена од емоциите. Ја пак сакам да ви потврдам, да ви повторам, а и вие самите го живеете тоа. Не сте помалку македонци, бидејќи Македонија има привремена референца, бидејќи под привремена референца е примена во Обединетите нации. Се уште сте македонци. Но тоа не е име, не е име, не е официјално, не е официјално. Дури, според мене, тоа е многу полоша варијанта. Инаку многу сум навреден. Како човекот тоа сум многу навреден. Збориме за нешто завршено минато време. Да. Бившо, не, страшно навредливо. Страшно навредливо, само никој не праша. Меѓутоа државата функционира, има граници, има пасош, има валута, има собрание, има влада, вие сте живи и здрави. На пасошот пише Република Македонија. Меѓутоа, не сум сигурен како ќе се одвиваше целата ситуација да во тоа време тие политичари не донесеа таква одлука. Не сум сигурен. Не знаеме. Ние не знаеме, треба да го вратиме времето. Но, нивните тогашни одлуки за обстанокот и развојот на државата, гледано од денешен аспект, испаѓаат правилни. И затоа не верувам дека сите тие кои што креираат јавно мислење, тука
не ве вметнувам вас, бидејќи сметам дека тоа е ваш личен став, зборам за политичарите, они тоа го користат за да го оправдаат нивното обстојување на политичка сцена. Не верувам дека и они сами веруваат дека Бог знае што ќе се деси ако се најде некое решение со Грција. Но Ја не знам дали воопшто веруваат во нешто, но добро. Па еве го имаме премиерот, веќе он изјавил дека ние шириме позитивна енергија на регионот, градиме мостови и ние ќе направиме све што е во можност од наша страна за да Нека почне да гради економски мостови. Молам? Нека почне да гради економски мостови. Има предуслови. Со бугарите и со грците е лесно да гради мостови кои што нив им одговараат. Идентитетски, тоест негирачки. Ги споминувам нив две затоа што они се најконкретни во негирањето. Мислам дека сепак вашиот пристап е, ќе ме сватите, емотивен и Премногу уметнички. Не ми пречи, нема да ве сватам погрешно. Да, бидејќи целокупниот муабет беше коректен, сакам да и така го заокружиме, но ако чинителите праќаат таа позитивна енергија, мислам дека ако ништо друго ќе ги освоиме симпатиите на тие кои што помагаат во изнаоѓање на решение. Идризи Русјаков, ви благодарам за гостувањето во ТВ Нова и за овие искрени разговори. Сакав така искрено да поразговарам со двајца интелектуалци, уметници, не како албанец, не како македонец, туку како граѓани на Република Македонија, како интелектуалци да ги чујам вашите ставови и размисли во однос на тоа што името го носи и како реал политика што го вели Идризи и како нешто емотивно за кое зборуваше Русјаков. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Останете на ТВ Нова, следува ново информативно издание.